Споменикот воин на конј поставен на пиедесталот на плоштадот Македонија. Со своите скоро 30 метри ќе биде највисокото здание во централното градско подрачје. Авторот Валентина Стевановска лично го наблюдуваше монтирањето на нејзиното дело, кое го подготвуваше 3 години. Многу возбудена, среќна и многу ми е драго што еве сега после 3 години работа конечно можам да го видам тука на плоштадот, а уште посреќна сум дека има голема посетеност и дека на сите им се допаѓа. Инаку фонтаната заедно со конјаничката скулптура ќе представува една целина заедно со повеќе пропратни фигури. Ќе има 8 војници, ќе има 8 лава, ќе биде богато збогатена, меѓутоа за тоа повеќе ќе ви раскажам за идејата од кога ќе биде целата фонтана поставена. Инаку ова дело верувам дека ќе остане во трајно наследство во културната историја на Македонија. Историскиот чин на поставувањето на споменикот го проследија голем број на граѓани. Во споменикот и целокупниот проект Скопје 2014 ја гледаат македонската историја. Величансtvено нешто. Нешто невидено. Сум прошетал доста во светот, сум видел многу скулптури, али ова е нешто невидено. Што да кажам, немам збори, супер. Доста македонци гледаше надолу, дека погледне малку и нагоре. Мислам дека ова конечно македонецот да се почувствува гордо. Ова е најголем празник за македонскиот народ. За мене ова ми е второден ден. Јас сум Александар. Прво, одлично. Си дојде Александар на своето место, народното место, македонско. Изградбата на споменикот воин на конј ќе заврши за 3 недели, кога ќе бидат монтирани и релјефите со антички мотиви и ќе биде пуштена фонтаната.